Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Започнуваме по нив. Гледајте не. Специјалното јавно обвинителство е канцер во уставно-правниот систем, смета професорот по право Саво Климовски. Општина Велес го објави јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. На градскиот стадион во Велес започнаа подготовките за изградба на дренажен систем. Општина Велес на својата веб страна го објави јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. Истиот ќе трае до 4 април оваа година. Општина Велес го објави јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови. Предмет на иницијативата може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план. Повикот ќе трае до 4 април годинава и истиот е објавен на веб страната на општината. Веќе може да има потреба на одредени делови каде што може да дојде до измена на детален урбанистички план, а некој има потреба да се догради некој објект, бизнис понуда може би има и така натаму, а ние сме подготвени тука да го разгледаме сето тоа и да тоа го имплементираме нормално во соработка заедно со подносителот на иницијативата за изработка на детални урбанистички планови. Според градоначалникот Чадиев, ваквите иницијативи се покажаа доста позитивни, особено од лица со бизнис интереси. На 2 парцели во општина Велес сега постојат производствени капацитети како резултат на 2 поднесени вакви иницијативи во текот на изминатиот период. Со пуштањето во употреба на новите возови зголемен е и бројот на патници, покажуваат првите анализи на македонски железници. Сето тоа се должи на комфорот и удобноста во истите, како и брзината на патување. До крајот на мај се очекува да пристигнат уште 3 нови возови. Првите анализи на македонски железници покажуваат дека со пуштањето во употреба на новите возови зголемен е бројот на патници кои патуваат со ова превозно средство. Сето тоа се должи на комфорот и удобноста во истите, како и брзината на патување. Така да кои ќе пуштиме и другите возови кои што ќе бидат на релација низ цела територија на Република Македонија до Гевгелија, Битола, Кичево, значи цела територија ќе ја покриеме во Република Македонија, ќе имат удобност и задоволството. До сега се стигнати 3 возови, а до крајот на мај треба да стигнат уште 3. Со тоа се пополнува 60% од капацитетот на македонски железници во патничкиот сообраќај. Од раководството изразија надеж дека со проектот на владата за обнова на целокупниот возен парк до крајот на 2017 година истиот ќе биде 100% обновен. Специјалното јавно обвинителство е соучесник во создавањето на состојба во која секој од секого се плаши. Незаконски преслушуваните материјали треба да се уништат. Вака ја опишува моменталната состојба во државата Саво Климовски, професор по уставно право и политички систем на Правниот факултет во Скопје. Во една психички ненормална ситуација се наоѓаат граѓаните на Република Македонија, вака Саво Климовски, професор по уставно право и политички систем на Правниот факултет во Скопје, ја опишува моменталната состојба во државата. Климовски смета дека специјалното јавно обвинителство е соучесник во создавањето на состојбата во која секој од секого се плаши. Секој од секого треба да се плаши, а не сум сигурен дека некои полабилни личности ќе применат и сила и дека може да дојде до многу потешки ситуации од кои што се наоѓаме. Состојбата е крајно критична. Состојбата мораме да ја доведеме во правни рамки. Другово обвинителство си ја расшири својата дејност надвор од оние овластувања во кои што му се утврдени со закон, знаете. Само за прислушување треба да разговори. А што е она што тие сега го прошируваат и на случаите, што знам, за Телеком. Климовски во интервју за Сител вели дека незаконски прислушкуваните материјали треба да се уништат. Вие сте формирани за да утврдите однапред дека нешто е незаконито. Па ако е така тоа незаконито, тогаш соберете ги сите,
прогласите ги за незаконни снимки, а тие што ги правеле тие снимки на незаконски начин, значи без налог, без судско решение и така натаму, во тој случај завршите со гонењето на тие луѓе. Фактот што во јавноста се пласираат разговори само од едната страна, за Климовски е доказ дека истите ги правела другата страна. Тоа е веќе јасна претпоставка кој ги правила разговорите. Дека ги правила другата страна разговорите. А можеби и некои кругови од другата страна, кои што ги правеле разговорите за сопствените членови, тие ќе им удрат друга цена при пазарањето со дисциплината, односот и така натаму на тие членови према нив лично, представувајќи се дека се партија на опозицијата. Климовски смета дека правна разрешница мора да има, но според него специјалното јавно обвинителство е канцер внесен во уставно-правниот систем на државата. Институцијата со своето действување потврдува дека е орган без сидро и дека плови по ветрот кој го донел во случајов тоа е СДСМ. Специјалното јавно обвинителство е орган кој што е еден вид на канцер внесен во уставно-правниот систем на Република Македонија. Климовски смета дека во моментов единствена институција која добро се справува со моменталната состојба е претседателот на државата. Политичарите на терен, лидерот на ВМРО ДПМН и подпредседателката на СДСМ се сретнаа на исто место во Делчево. Груевски зборуваше за проекти за вработување, Шекеринска за избирачкиот список. Проектот Македонија вработува е при крај и сакам да апелирам до сите оние кои што сакат да ги искористат поголностите од проектот Македонија вработува, дека проектот завршува на 15 април. Значи имаат отприлика околу месец и пол, ни толку, месеци 7-8 дена. Проектот досега вработи 14.300 луѓе, значи се отворија 14.300 нови работни места. Претпоставувам дека во наредните месеци кусур ќе има уште 2-3 000, затоа што кај нас најчесто се чека крајот, во финишот се вработуваат најмногу. И тие вработувања ги направија над 8.000 компании. Што се случи? Имаме една добра работа и кај компаниите и кај оние што биле без работа. Компаниите дојдоа до работници за кои што имаат многу помали трошоци, за кои што не плаќаат разни давачки, кои што ги плаќаат вообичаено, дали се тоа персонален данок на доход, дали е придонеси, зависно од мерките, има различни делови во Македонија вработува за различни подпроекти. А пак, од друга страна, луѓето што немаа вработување, полесно дојдоа до вработување, бидејќи компаниите беа охрабрени и беше помогнато со пониски трошоци за вработување да вработат луѓе. Ние сметаме дека овој хаос во избирачкиот список мора час поскоро да се коригира. Меѓутоа, во нашата програма вметнавме решенија кои што ќе спречат било кога ваквите работи да се случат во Македонија. Затоа во нашата програма предвидуваме единствен електронски регистар со кој целосно ќе биде јасно кои луѓе живеат во Македонија, колку се, кои се и никој нема да може веќе да го злоупотребува нивниот избирачки глас. И не само тоа, на ваков начин ќе им овозможиме на сите граѓани полесно да дојдат до своите права, наместо да шетаат од шалтер на шалтер и од институција на институција, трошејќи го и своето време, а трошејќи ги и своите пари. На таков начин секој граѓанин во Македонија, без да троши непотребно пари, ќе може да добие посакувани и неопходни документи и на тој начин ќе се спречи трошењето на многу пари за едните исти потврди. Сметаме дека ова решение, со кое што на еден шалтер практично многу документи ќе можат да се добијат, ќе им олесни и на институциите, и на граѓаните, и на бизнисот во Република Македонија. На градскиот стадион во Велес започнаа подготовките за изградба на дренажен систем. Со ова продолжуваат проектите за модернизација на стадионот. По оваа изградба ќе започне санирањето на втората трибина. Деновиве започна подготовките за изградба на дренажен систем на градскиот стадион во Велес. Со ова продолжуваат проектите за модернизација на градскиот стадион. Водата од дренажниот систем ќе биде искористена за наводнување. Ќе правиме цел систем
кој што систем завршува во еден резервоар кој што ќе биде повеќе од 12 кубни метри, за да може таа вода да се искористи и за полевање на двата терена, односно на големиот фудбалски терен, да се користи за полевање на помошниот фудбалски терен, но да се користи за полевање на самиот парк, бидејќи таа е природна, чиста вода, а така се губи едноставно, заминуе на другите делови од паркот и се растура. Значи ќе направиме цел канализационен, односно дренажен систем. Следната фаза, како што најави Чадиев, по завршување на дренажниот систем, ќе биде санирање на втората трибина. На еден стадион не треба да има дрвја, тука имаме повеќе високи дрва кои што се со повеќе десетици години старост и веќе се означени од страна на соодветните служби дека поготово тополите се подхитно потребно да се отстранат од тој дел околу градскиот стадион, за да не би предизвикале во случај на паѓање посериозни штети, па не да Божи повреди на посетителите на градскиот стадион. Пред извесен период, по стандардите на ФФМ, беа обновени и сооблекувалните. Локалната самоуправа и понатаму ќе продолжи со обнова и модернизација на градскиот стадион во Велес, кој станува еден од недобрите фудбалски терени во Републикава, направен по сите прописи и стандарди. Трошоците за живот во февруари оваа година во однос на јануари се пониски за 0,1%, додека пак во февруари 2016 година во споредба со февруари 2015 трошоците за живот се на исто ниво, а цените на мало бележат намалување за 0,4%. Според податоците на Државниот завод за статистика, трошоците на живот во февруари оваа година во однос на претходниот месец се пониски за 0,1%. Ова се должи на пониските цени на пекарските производи и јајцата за 1,4%, оризот и лебот за 0,9%, масното и меснотиите за 0,9%, алкохолните пијалаци за 0,6%, месото за 0,5% и брашното за 0,3%. Намалување на трошоците на живот е забележано и ки течните горива за домаќинства за 10,8%, течните горива и мазива за 6,4%, гасот за домаќинства за 4,7%, предмети за лична хигиена и здравје за 1,3%. Во февруари во споредба од претходниот месец забележано е пораст на трошоците на живот кај свежиот и разладен зеленчук, освен компирот за 4,9%, рибата и морските плодови и свежото разладено овоше за 1,1% и шеќерот, джемот, медот, шоколадата за 0,6% и замрзнатиот зеленчук за 0,2%. Пораст на трошоците на живот е забележан и ки болничките услуги за 13,2%, информатичката опрема за 2,2%, текстилот за домаќинства за 0,3% и другите медицински производи за 0,2%. Во февруари 2016 година во споредба со февруари 2015 трошоците за живот се на исто ниво, а цените на мало бележат намалување за 0,4%. Осмомартовските активности веќе започнаа. Со мултимедијален хепенинг Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кавадарци го прослави Денот на жената, а припадничките од понежниот пол од третото доба, 240 на број, од Кавадарци, Велес и Свети Николе, со песни и ора му дадоа значење на овој ден. Активностите по повод Денот на жената започнаа 2 дена порано. На градскиот плоштад вчера Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Кавадарци со мултимедијален хепенинг му дадоа значење на осмомартовскиот ден. Денес организиравме еден голем мултимедијален хепенинг кој што ќе има повеќе содржини. Имаме културно-уметничка програма. Потоа имаме штанд на сопствени изработки за пригодни поклони за нашите сограѓанки, како и дружба. Секако овде денес со нас се и нашите колешки од регионот. Преку овој настан тие го честитаа престојниот празник и поделија свежо цвеќе на припадничките од понежниот пол кои во тој момент се најдоа на градскиот плоштад. На овој хепенинг присуствуваше и градоначалничката на општина Градско, Жанета Чаушевска, која рече дека празник на жената не треба да биде само еден ден во годината. Македонската жена била и ќе биде секогаш столбот на македонското семејство, клетката на општеството. Гледаме дека сведоци сме дека ги освојуваат жените се повеќе сите професии, се секогаш борци биле и ќе бидат
и им пожелувам среќен празник и секој ден е ден на македонската жена. Освен помладите, престојниот празник на жената го одбележаа и припадничките од понижниот пол од третото доба. За нив претесна беше салата во ресторанот Ангропромет Тиквешанка, каде на едно место беа собрани пензионерките од Кавадарци, Велес и Свети Николе. То чувството е посебно, убаво, со музика, со песна македонска го поминуваме денешниот ден по повод празникот 8 март. Активот на пензионерки реши да се организира празникот во недела, 2 дена пред 8 март. А дека кавадарчани се навистина добри домакини се потврди со оваа средба на која песната, играта и дружбата беа во прв план. Задоволни од ваквата дружба беа пензионерките од Велес и Свети Николе. Навистина во Кавадарци убаво се чувствуваме, не само велешани, туку и сите овде присутни пензионери и пензионерки. Посебно не восхити убавата кавадаречка музика, што настојуваме и понатаму да, ако е во можност, да ни настапи на некои наши прослави во Велес. Денешниот ден, да ви кажам, чувството е преубаво. Ние инсистиравме од Свети Николе да се дружиме специјално за овој ден со некои од другите здруженија во Македонија и ете во средбата што беше на 14 за Трипун, председателите на здруженијата се договорија трите града, Кавадарци како домаќин, Велес и Свети Николе како гости да го прославиме со една мала скромна вака веселба. Кавадаречките пензионери уште еднаш докажаа дека се лидери и одлични домакини во организирањето на вакви настани и знаат како да го привлечат вниманието на пошироката јавност. А во Демиркапија со 2 настани се чествуваше 8 март, светскиот ден на жената. Група пензионери ги посетија децата од детската градинка Борис Трајковски, каде во моментов престојуваат околу 90 деца. Тие пред гостите се представија со неколку музички точки, а на крајот од манифестацијата добија подароци за вложениот труд на присутните да им го честитаат празникот. Во Домот на култура Мирка Гинова се одржа приредба каде учествуваа околу 70 деца од сите 3 групи во градинката. Преку музички настапи, рецитали и драматизација, децата од градинката се заблагодарија за грижата и бескрајната љубов која ја добиваат од своите мајки и баби. Представник на генералниот секретар на Советот на Европа за миграција и бегалци, Томас Бочеко, денеска до 11 март ќе престојува во Грција и во Македонија. Бензините од полноќ со повисоки цени. Ова се вестите од Македонија. Од денеска до 11 март представник на генералниот секретар на Советот на Европа за миграција и бегалци, Том Бошек, ќе ги посети Грција и Македонија. Тој ќе има средба и со владени и локални представници и со представници на УНХЦР и невладините организации со цел да собере информации за ситуацијата со лицата кои бараат азил и другите мигранти. Бочек особено ќе посвети внимание на прашањата за барателите на азил и децата мигранти. Од вечерва ново поскапување на горивата. Регулаторната комисија за енергетика објави дека цената на бензините се зголемува за 3 денари, дизелот за 2,5 денари. Согласно методологијата која Регулаторната комисија за енергетика ја користи за пресметка на цените на горивата, од вечерва малопродажните цени се зголемуваат во просек за 6,2%. Тоа значи дека 1 литар Евро Супер 95 ќе чини 58 денари, а 1 литар Евро Супер 98 ќе чини 60 денари. Цената на дизел горивото се зголемува за 2,5 денари, па 1 литар Евро дизел ќе чини 43,50 денари. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полноќ, а ќе важат следните 2 седмици. Поплави во Србија, едно лице убиено, а 2 се ранети во вооружен напад во Сиднеј, воздухопловни бази во северна Сирија. Ова е светот денеска. Поројни дождови предизвикаа поплави во западна Србија, реките се прелеваат и прогласена е вонредна состојба во општините Чачак,
Арилје, Пожега, Бајна Башта, Тополе и Лучани. Според српските надлежни служби, изминатата ноќ паѓале околу 80 литри дожд на квадратен километар, под вода се куќи, патишта, фабрики и училишта, а за помош се активирани војската и полицијата. Чачак се соочува со тешка состојба, каде се поплавени околу 500 куќи, а од неговата околина евакуирани се преку 400 лица. Обилни врнежи овие денови се очекуваат во југозападна и централна Србија, додека дождовите во моментот се намалени во погодените области. Речиси заврши изградбата на воено-воздухопловна база во Северна Сирија од страна на Соединетите Американски држави на територијата под контрола на курдите и напредуваат со изградбата на втора база за двојна употреба, цивилна и воена, јавија локалните медиуми. Поголемиот дел од изградбата на пистата во нафтениот град Рмейлан во провинцијата Хасака е завршена, а истовремено се гради нова база југоисточно од градот Кобане до турската граница, велат воени извори од сириските демократски сили кои се поддржани од курдите. Во проектот учествуваат голем број американски експерти и техничари. Курдските сили за заштита на народот во Сирија се важен партнер на коалицијата предводена од Соединетите Американски држави против Исламска држава. Вооружен маж уби едно лице, а две се ранети во австралискиот град Сиднеј, а по 7-часовната заложничка драма напаѓачот бил убиен. Инцидентот се случил во Инглебурн, индустриско преградие оддалечено 40 на километри југозападно од Сиднеј, кога напаѓачот вооружен со автоматско оружје влегол во локалната фабрика. Убил едно лице, две биле повредени и одвезени во локалната болница, каде што се наоѓаат во стабилна состојба. Во соопштението на полицијата на Нов Јужен Велс се наведува дека припадниците на силите на редот стигнале на местото на настанот каде што затекнале тројца луѓе со повреди од огненото оружје. Познати двојките за нокаут фазата во Лигата на шампиони. МЗТ Скопје загуби од ЦДВ-та. Голден Стејт убедливо поразен. Следуваат спортските вести. Познати противниците во осми на финалните мечеви со завршување на групната фаза во ракометната Лига на шампиони. Барселона и ПСЖ како првопласирани во групите А и Б директно ќе патуваат во четвртфиналето. Македонскиот првак Вардар ќе игра со Висла од Полска како реприза од ланското осми на финале. Првиот дел ќе се игра во Плоцк, додека реваншот на домашен терен во Скопје. Борко Ристовски со Рајн Некар ќе му се спротистави на сонародникот Велко Марковски и тимот на Загреб. Кире Лазаров пак со шпанскиот тим ќе го пречека победникот од дуелот меѓу Пик Сегет и Кил. Останатите дуели се Мотор Запорожје Веспрем, Мешков Брест Киелце и Монпелје Фленсбург. Македонскиот првак МЗТ Скопје загуби на гостувањето кај ЦДВ-та во Загреб со 89-64. Ова беше и последниот сезонски надпревар за двата тима во АБА лигата, но и покрај поразот, веќе во претходното коло, тимот од Аеродром го обезбеди обстанокот во Јадранската лига. Во оваа сезона, металците имаат остварен скор од 10 победи и 16 порази. МЗТ во наредните денови ќе продолжи со напорна серија надпревари. На програмата во 4 дена се 2 надпревари во рамките на првата македонска кошаркарска лига. Во среда Фини Индустрија ќе му биде домаќин на МЗТ, со што ќе се затвори 19-тото коло од лигата, а веќе во сабота металците ќе играат и против екипата на Куманово. Фантастичен надпревар за нероадзурите и враќање на победничките патеки. Хрватско-српската комбинација Перишик Лјајк беше незаслужена за првиот погодок на Интер. Перишик асистент, Лјајк стрелец. Подоцна и Икарди постигна погодок за зголемување на водството.
Во 45-та минута Фран Васкес погоди за намалување на водството на Нероадзурите. Иван Перишик постигна погодок и тоа на асистенција на Мауро Икарди за конечни 3-1. Паласио имаше одлична шанса да го зголеми водството, но Сорентино не дозволи да го прими четвртиот погодок. Шампионот падна каде што најмалку се очекуваше. Голден Стейт загуби на гостувањето кај Лос Анџелес Лейкерс со убедливи 112:95. Коби Брајант и неговите соиграчи направија големо изненадување, победувајќи го шампионот Голден Стейт. Екипата која е убедливо најдобра загуби од Лейкерс, која важи за еден од најслабите тимови во лигата. Коби Брајант постигна 12 поени, најефикасни во тимот на Лейкерси беа Кларксон со 25 поени и Расел со 21. Стеф Кари немаше своја вечер, реализираше за него скромни 18 поени, Томпсон запиша 15. Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во текот на ноќта не очекуваат повторно врнежи. Температурата во интервал од 8 до 18 степени. Еве ги деталите. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!